Поштовани тука ја приташ. субскрайбери на YouTube каналот на Делчо 365, се наоѓаме во Берово, 28 август 2026 година. Голем ден за Беровчани, за цела Македонија, за целиот христијански свет. Денеска се слави празникот Успение на Пресвета Богородица. Утрово во Делчево, каде црквата исто така го носи името на Мајката Божија, се одржа богослужба. На соковечно начествуваше епископот Делчевско-Каменички господин Марко. А овде кај манастирот Успение на Пресвета Богородица во Берово, како и секоја година народ од цела Македонија доаѓа овде да го посети местото кое е познато и по тоа што пред повеќе години овде за време на одбележувањето при ударот громна страда неколку лица. Се случило на еден сончев ден, така речи се да немало облаци, но се вели во оние кажување дека тогаш празникот бил преместен, така да кажано, и наводно поради тоа се случило тоа што се случило, но тоа е пред многу години. Слава им на починатите. Како што кажавме, луѓе од сите краишта на Македонија овде доаѓаат и го посетуваат местото да се помолат за свое лично здравје, за здравје на своите најблиски и да гледат така да се подготвува храната. Секоја година, значи, со поддршка на самата црква, на помагатели. Се подготвува многу храна за јадниците, посетители кои во текот на денот ќе дојдат овде. Самиот манастир сега ќе прочитаме што се вели тука. Македонска православна црква, Охридска епископија, Струмичка православна епархија, манастир Успение на Пресвета Богородица. Во крајниот исток, во пределите на Малишевските планини, се наоѓа машкиот манастир Успение на Пресвета Богородица, кој е сместен на излезот од градот Берово кон Беровското Вестичко езеро. На левиот брег на река Бегалница може понатаму да прочитате. Денеска манастирот Успение на Пресвета Богородица е еден од сведоците за возобновувањето на монашеството во Македонија, со тоа и за покајанието на православниот народ во неа. Со самото свое постоење во пределите на Малишевите, тоа е посебно значење за луѓето кои кај во нивното тежнење за обновување на вистинските вредности на својата православна христијанска вера. За многу години и за гледачите во живо се наоѓаме во храмот манастир Успение на Пресвета Богородица во Берово.
Каде до утро голем број граѓани го посетуваат овој храм кој е еден од светоците за возобновувањето на монаштвото во Македонија, а со тоа и за покајанието на православниот народ во неа. Со самото своје постоење во пределите на Мулешевието, овој храм е посебно значење за луѓето од овој крај, посебно во нивното тежнење за обновување на вистинските вредности на својата православна христијанска вера. Оди слободно. Very good. Кажете ти. За многу години. Почитувани гледачи, добар ден. Екипата на телевизија Стар се наоѓа во дворот на манастирот Успение на Пресвета Богородица, тука во непосредна близина на Берово, каде што традиционално, јас би рекол не да со децении, туку со векови православните верници доаѓаат, се дружат со молитва, бараат спас и бараат среќа и здравје од Мајката Божја. По тој повод разговараме со отец Фоти. Оче, нека ни е честит празникот и кој е значењето од фактички на овој ден? За многу години е денешниот ден, посвета на Мајката Божја, само што заврши божествената литургија во нашиот манастир. Како што кажавте, тука верниот народ се собира многу години и векови, за да го прослави, да ја прослави Мајката Божја и да го прослави нејзиното успение со воедни воскресение нејзино. И нашиот народ, како што гледате, се стекува во голем број. Сите принесуваат молитви и бараат, како се вика, бараат утеха во Мајката Божја. Веќе таа ни е единствен пример. Јас сум тука, он ќе дое секој време рекол. Нашиот христијански живот би требало да изгледа. И со учеството на литургијата, со причестувањето на божествената литургија, земаме сите учество во чествувањето на овој празник, кој е еден од најголемите, како во нашата земја, така и во целиот православен свет. И затоа ги поканувам и сите, и тие што ќе дојдат тука, и како и во другите храмови и манастири, усрдно да ја молат Мајката Божја, на сите да ни дарува мир, благосостојба, здравје и секогаш да го имаме тоа што Бог го кажува во Светото писмо, сите да бидеме едно и сите да го прославиме Бога кога во ова време чествуваме големи празници во нашата земја. Да, со поснувањето на овој празник денеска завршуваат пости. Да, тоа се богородичните пости. Така. Како сега да се однесуваат верниците по толку време? Затоа што Денеска- овие се кратки пости. Да, денеска, како се вика, веќе се паѓа во петок, значи се поставува постна трпеза, а доека од утре веќе ќе може нормално да се приготвува храна и да се ваква само ќе остане средата и петокот да се пости. Несомнено дека овој собир тука во дворот на манастирот Пресвета Богородица е еден од најголемите, јас би рекол најголем. Собираат над 10.000 верници. Вашата покана, односно вашиот апел до нив. Секој кој има волја и желба да дојде во нашиот манастир и да учествува во учествувањето на Успението на Пресвета Богородица, нека повели. Секако и во другите манастири е секако добредојден и во храмови, нели? Веќе имаме и храмови кои се посветени на Успението на Мајката Божја, да не ги редам, нели?
секако дека можат и тука и секаде да бидат присутни да земат учество во учествувањето. На крајот од нашиот краток разговор во почест контакт со верниците, што најчесто бараат тие, што најчесто се надеваат преку молитва да им се оствари? Па не би рекол да се оствари, туку да го најдат својот мир, да имаат, како се вика, еден среден живот, една благосостојба. Не можам да кажам кој што се бара, веќе не го откриваат луѓето, но сепак, како се вика, мојата... Генерално е да има, како се вика, да добиеме повеќе смисла во нашиот живот, да има мир, да имаме меѓусебно разбирање и да бидеме подобри луѓе, да бидеме вистински христијани. И тоа е и една од пораките денеска неговото високо преосвещенство владиката Наум во нашиот манастир беше на литургијата и пренесе на верниците дека меѓу две причестувања, доколку меѓу две причестувања треба да имаме сите ние верниците и сите луѓе воопшто да се направи добро дело, да се потекне секој да прави добри дело. Благодарам, почитувани гледачи, ја слушнавте порака. Андрей,